Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е хорор емисијата Дансе Макабре, со 251-то издание, кое што е посветено на серијата на емисии во кои што имаме еден гостин кој ни доаѓа од филмската индустрија, конкретно еден екзекутор, така што ги нарекуваме. Значи имаме режисер во студиото, еден од челниците на тие генерации од кои што многу очекуваме во нашата држава да погледнеме во иднина, не дека досега тоа го немаме направено од неговата филмографија. Со мене во студиото е Маријан Гавриловски. Добро дојде. Фала, добро ве најдов. Фала на поканата уште еднаш. И со Маријан ќе говориме во текот на оваа емисија за сето тоа што барем можев да погледнам од тоа што го имаш направено. Меѓутоа за разлика од другите режисери си доста транспарентен и ги има твоите дела, достапен си, затоа што и актуелни се и може да се погледнат ако ништо друго во денешни рамки. И тоа е една добра одлика. Па добро, видите, филмот е јавен медиум. Мора така да се види некаде. Сега сва среќа што живееме во време каде што интернетов е застапен. Па имаш YouTube, имаш Vimeo, фестивалчиња достапни и такви работи. Така да И треба да циркулира, треба да си го добијат својот живот. Пат, мора да го најдат својот пат. Сепак ти го правиш за публика на крајот од денот. Ние сите веруваме, ние правиме уметност сами за себе, ама ако нема кој да го погледне. Така без рецепиент, на што завршуваме? Не. Кажи ми со оглед на тоа што станува збор за жанровска емисија, од ова прашање никој не избегал до сега. Првиот хорор филм што можеш да се сетиш дека го имаш погледнато во твојот живот? Уф. Едно ретро прашање. Петок 13. Да? Петок 13. Која годишна возраст од прилика и какво влијание имаше на Јас сум тебе? рачунал 83-та, петок 13 сум го гледал некоја 90-та година. Каков печаток ти остави немав на кошмари, 7 тоа ги години? гледав, дубово се сеќавам. Петок 13-ти, па ми дојде Хелоуин, па ми дојде Night on the Elm Street, така некој период и сите знам дека не слушај. можев да спијам прилично долго време. Така, Прилично долго време. добар серијал имаш Да, направено. така, ударно. Така свежо, 7 годишно дете со Што е многу висока интересно, импресија. сега вака само да се навратам на тие три филма. И сега кога зборевме, која би ми била топ листата, тие три филма сигурно би влегле у топ 5 за мене. Так, Генерално, топ од 5. носталгични побуди Па е повеќе? затоа што стравот ми е најсвеж од тие травми. Тие травми што ги имам доживеано на тие филми. Некако после тоа тешко се реплицираат, вака. Кој ќе земеш? Си се осмелил да ги погледнеш уште еднаш во посвежо Да. време и дали Да. ти издржале? Точно сега ги гледав, кога Така. разговаравме за емисијата. Хелоуин многу ми се свиѓаше и од оваа дистанца на време. Има безвременска музика, безвременска фотографија и безвременска прича. Бугимен, начинот на кој е представен хоророт, прилично ми искефи од оваа. Така да Карпентер е чудо. Врв, Карпентер е чудо. човекот очигледно дека го бива не само да режира, туку и да прави Компонира одлична музика и Фантастичен. мислам дека на турнеја е заминат со неговиот последен албум. Он Така што- генерално он е од фамилија, татко му е музичар, Да. он идел у средно музичко Да. школа, што го терало да се бавта со филма? Види, Лавкрафт е силна инспирација, како Да. тешко може човек да се откаже од тоа. Така да генерално Хелоуин, вака ми остаи одличен печаток, го гледав исто и Розмарин's Baby на Роман Полански, Одлично. е малце застарен, меѓутоа начинот на кој има представено паранојата во филмот исто држи. Држи, херметички затворен е Да. буквално во одржувањето на стравот меѓу зидовите. Иначе има и пар такви хорори кои сум ги гледал и сега кога ги гледам од денешна дистанца, викам. Така, зашто е потрошено време? Имаше еден, ја знам, кod дете исто Children of Corn се Так. и тоа- серијалот. ми беше, не знам, целиот дртен. Тоа е тој страв кој што се Да. протегнуваше низ жанрот како демонските деца Да. Children of the Corn тука. А на крајот на денот имаме само онаков реднек хорор. Класика амерички, мислам, кој Така. сега викаш, на ова не сум се плашал, мислам, тоа, али види, со све со времето и со текот на годините, на пример, филмовите на Хичкок сега, кои изгледам исто како хорор, во она време не ми биле ништо, не сум ги разбирал. Значи не ми биле ништо посебно у тој тип да сум се плашал, затоа што е психолошкиот момент е на нож, леле, ќе ме убие, ќе вака, ќе така.
Така да све си во одредена фаза од животот. Меѓутоа подоцна кога си зачекорил низ Да, хотелот на Бейтс, апсолутно, после тоа мислам сваќаш која психологија е скршена. психологија, Одлично. Со мене во студиото е Маријан Гавриловски, отекот на емисијата. Ќе зборуваме за неговите филмови, воопшто неговите ставови поглед на жанровската кинематографија, а и неговиот музички избор ќе преовладува во оваа емисија со оглед на тоа што слушаме одлични теми од 60-тите и 70-тите години, значи ретро типсови. ако квалитетно е. Тоа е најважното. И два култни бенда Апсолутно. и така што уживајте во музичкиот избор на Маријан и се враќаме по White Rabbit да продискутираме за сето тоа што ни го има оставено како филмски запис Маријан зад себе. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данси Макабра. 251 издание, со мене во студиото е режисерот Маријан Гавриловски и во текот на оваа емисија ќе се обидеме да направиме некаква демистификација на сето тоа што го има оставено за себе Маријан како филмски запис до сега, а за во иднина ќе говориме во наредниот блок што и како не очекува. Кажи ми, ти си еден од режисерите кои што најверојатно верува во девизата за екипата која што победува не се менува. Апсолутно. Затоа што постојано во твојата екипа се сретнуваат имињата Никола Козелов, Златко Стровјановски, Бован Апостолов, значи тие се твоите чести соработници кои... Апсолутно, сега ќе ти кажам една анекдота, што е прилично вака интересна. Значи, генерално со Никола Козелов се упознаваме на последниот проект, тој е Кота 404. Така. Со Бобан Апостолов се запознаваме значи на Само обичен ден. Така. Златко Стровјановски исто на Само обичен ден. Сега што е интересно, да се вратиме на Кота. Значи, Кота 404 глумат Никола Козелов и Владимир Јаревски. Владимир Јаревски е кум на монтажерот, Златко Стровјановски. Така. Во последствие са Козелов станува мене. Значи тоа е се што е излезено вака од една екипа. Баш ја најав мора викам да ја кажам оваа анекдота. Тоа е се од еден филм излезено. Значи дека има нешто таму. Одлично, значи релациите доаѓаат и до крвно сродство уште малку. Да, значи више нема менјање, екипа запечатена е. Значи една на слави всушност која ќе се Сите соберете заедно, може само да филм ќе снимате филм. доминира. Па тоа е подобро не отколку политика. Така. Значи може само еден камера да извади, веќе наредниот ден ќе имате монтиран производ. Уште сценарист некој да врземе вака генерално. Би биле Не верувам дека имате проблем за сценарио, сите сте креативци во таа екипа, така што значи си еден од режисерите кој што стои до своите лојални соработници и не ги менува, освен се разбира ако проектот тоа го бара од него. Апсолутно, апсолутно. Сега за сега таа екипата дури во проектот што подоцна ќе збориме што сега ќе следи. Пак се истите имиња, нормално со повеќе актери е само, али генерално пак е Никола Козелов, пак е монтажата Стровјановски, пак Така, е музиката. Значи луѓето од другата страна на камерата Тоа е тоа. таа лојална Испитана екипа. работа. Испитани луѓе, така. Одлично. Кажи ми нешто што го забележав во твоите филмови, просторот како координата во твоите дела е многу субверзивен. Од една страна, тој како да е еден вид на чистилиште, барем во кој што ги затвораш ликовите. Една преодна фаза во која што тие треба да поминат за да стигнат до некаква си дестинација. Како посебен лик да е просторот во нив, мислам дека треба да почнеш да го пишуваш онака уште една улога, да додадеш само за просторот заради тоа што премногу силен и премногу моќен печат остава на самиот. Апсолутно. Па најинтересно е во 2D кога гледаш филм, нели, ти произведуваш трета димензија. Добра. И таа треба да се третира посебно за да го долови ликот на еден сосема различен начин. Затоа што ако го третираш ти просторот као, на пример сега може да би ми се налутиле као Вуди Ален што го третира. Океј. Од
добиваш мал некоја врста театар пред камера. Так. Театар пред камера, а сепак е ова визуелен медиум. Так. И оно треба да е визуелно моќно. Точно да го нахрани окото Да го во нахрани сите окото нива. апсолутно и да те внесе во некоја емоција на ликот, во која сакаш да ја представиш, нели? Така, и затоа и воопшто снимаш на локација, мислам, Да, тоа е нели апсолутно, поентата. апсолутно е. Види самите финансии налагаат да не можеш да имаш сет, така да. Јасно, меѓутоа убаво ја потенцираш таа нишка дека треба да се дистинкција да се направи помеѓу театарската изведба воопшто и филмската. Апсолутно. Меѓутоа е интересно за тоа лутање на ликовите кои што го поминуваат низ целиот овој простор. Дали е од една страна затоа што различни примери имаме во различни филмови, меѓутоа дали тоа лутање е повеќе за нивно прочистување или себе спознање? Комбинација од двете работи, Така? според мене комбинација, затоа уште еден момент има и соочување еден со друг. Генерално една нишка што сум ја приметил која не ми била намерна, али ми ја приметив вака отпосле. Во секој филм имам соочување во огледало. Да. Соочување во огледало. Да. Значи тоа е третиот момент вака кој го дава целиот пакет. Кој е апсолутно за да го добиеме субјективното у филм. Пошто ние кога гледаме онаа мака, па визуелно па оно оди се мачи, мора да има и субјективен момент. А нема подобар субјективен момент од човек која се соочува сам со себе си. Точно, а твоите И ликови... тогаш има смисла целиот тој пат што би го изадол. Затоа што кога би тргнал од дестинација А до дестинација Б, онда е акционен филм. Така. Онда треба да утепа 100 луѓе измеѓу и Само за да се го спаси светот, да. И да стигнеме дома. Тоа е тоа. Меѓутоа, во твоите филмови имаме таа рефлексија, имаме на себе си ликовите кои што ја имаат и во дадени ситуации е тој конфликт на идентитет. Апсолутно. Во која земја воопшто припаѓаат, сметајќи на која сфера на постоењето, а не држава и регион. Апсолутно. Види, филмот мора да е интернационален, прво и основно. Али не можеш да избегаш и од каде си. Точно. Значи, работите кои се блиски. Генерално работи до кои се држам ја е да е безвременски, безлокацијски, значи да не се знае у која држава, да не се знае у кое време и да не се знае у кое место. Само така можеш да обединетиш и генерално филмот да е сватлив и за некој што не би живеел овдека. Значи некој што не е у Македонија, да му е генерално јасно што си сакал да му представиш. Тогаш до израз доаѓа и ликот, а не доаѓа местото, само место како место. Така, не го одвлекува секупното внимание не го на одвлекува, да, гледачот, види ова е у некоја ратна зона, леле таму, не знам, испутепале толку и толку и акцентот ќе биде на тоа. Не, апсолутно. Меѓутоа, убавината е тоа што имаш транзитни ликови во твоите филмови, ликови трагачи кои се во постојана себеспознание, односно во постојана потрага по нешто што им недостасува во нивниот живот, ако може така да се каже. Значи, транзициони председи. Генерално е транзиција. Три различни филма, три различни начини имам представено. Генерално стално се врти околу патот до себе си. Така. Патот до себе си низ различни очи. Едниот е објективен, во другиот ми е субјективен. Во овој што следува ќе биде некоја комбинација. Така да Збирна субјективност. Збирна, да. Додека го спомна македонскиот бит, ајде да продискутираме за македонската пасторал, односно тоа што е твојот краткометражен документарен филм. Да, тој ми е направен за факултет. Така? Тој ми е направен за факултет, каде што ми падна тема такви пасторални снимки и требаше да направам документарен филм. Генерално нешто баш за македонска пасторал. И ја доста размислував како тоа да го представам и како да биде. И начинот на кој решив да го представам е како би го третирал времето. Значи не е тоа повеќе за Македонија колку што е онаа разлика град и село. Така. Значи како се третира времето кога не си во некој град кај што има галама, бука, музика, туку каде што е некаде изолирано од сето тоа. И сето тоа со тие етно моменти нормално за да ја донесе, за да ја заокружи целата таа приказна. Поентата е времето. Како се третира времето? Со оглед на тоа што природата го дава тој бит
Апсолутно, апсолутно. И имаш направено една убава паралела помеѓу целиот тој селски бит и македонската фолклорна музика. Дали беше инстантна корелацијата или беше меѓусебна врска која што се надополни со тек на време? Ја мислам дека беше инстантна. Така. Затоа што целиот филм е и монтиран во ритм на тешкото, тамо се појавува Така. тешкото оро. Као некој оро кој мене ми е вака генерално ја представува историјата наша, малце поблиска што е, нели, која идат на печалба и сите тие работи. И сакав целиот филм да е у ритм него. И затоа и така има таа транзиција, Така. нели, од реката во тешкото. Затоа што мислам дека ипак е тоа правата слика. Така, тоа е тој пулс. Тоа е тој пулс, Да, да, кој на треба еден да се народ. додои. Одлично. Кажи ми колку документарниот филм представуваше за тебе предизвик да се работи, Представуваше затоа голем- што сепак Да, нели студентски филм. Да, представуваше голем затоа што сепак е обширна приказна која треба да многу аспекти да внесеш внатре. А без сето тоа да изгуби суштината. Без, и сепак да биде интересно за гледање. Јасно. Пошто јас сум тргнувам од себе, кога ќе почнат некои документарци или некои такви Ако надолго и на широко, сепак треба и вниманието да се Ако го задржи. губиш интересот, Да се- мислам, да. дека погубно е и за самиот филм тоа. И затоа генерално избрав таму и таков стил музиката да ги обедини сликите, да не биде строго за една тема, него цела една перцепција на нешта. Кажи ми во контекст на твојот краткометражен филм Life After Life, кој, ако не се лажам, 2011, односно филмот во кој што Љупче Душкикевски, да. Тоа е тоа презиме со кое што се кршат јазици. Апсолутно. Ги скачува пожолтените ливади, како да се држи за сламката на неговиот живот. Апсолутно. Одличен филм, прекрасни метафори и дали успеа да ја одгатнеш вечната мистерија? Па види, ја тоа го оставив на гледачите. Така? На гледачите Добро. го оставив, затоа има таков крај како што има отворен крај, па секој Дека си го толкува како сака. Ја Јасно. можам само субјективно да кажам. Ама беше предизвик пред се да се Огромен, соочи со ова универзална Апсолутно, тема, апсолутно. која што многу режисери се соочиле, нели, со задгробниот живот и како би го представиле, нели, секој на свој начин би го режирал тоа. Апсолутно. Ова е еден убав премин помеѓу тоа што го нарековме, нели, македонски бит што го имаш во македонска пасторала, како преминува во играна форма без да го загуби есенцијалот на суштината на овие обкружувања. Пред се и тука, ако го земам во предвид, и женскиот лик, бабата која што се врзува Така. за патни е една нишка помеѓу тој свет и светот beyond, како што би рекле американците. Како се преоѓа од една форма во друга? Многу интересно прашање. Значи, сепак филмот као филм треба да одговори на некои прашања кои сам на себе си ги поставуваш. Кога ќе ги знаеш тие прашања сам на себе што би ги поставил, onda е многу лесно да ја направиш таа транзиција во нешто општо што би представил. Тоа е вака мојот генерален одговор Одлично. за таа тема. Автореферентен, да си биде Да, сам на да, себе да. филмот. Да. Одлично, меѓутоа е едно доста ефективно филмско остварување, мислам за 8 минути радикален пресек правиш Да. помеѓу тој измачувачки свет и враќањето во наводници, ставам тука реалноста, која што прикажува зошто се одлучи воопшто да ја направиш таа трансгресија, да направиш тој засек. Пресек. Така. Тоа што ако земеме дека онаа мака онда дека се искачува нели натаму, тоа е практично некој животен пат кај секој што Така. е сега. Дали е тоа у задгробниот живот или у овој живот,
секој нека се одлучи кај би Така, се така, нашол. тука е тежината Тука на, е на гледачот точно, кој што да. треба да одлучи. Одлично. Доста ефективно и баш поради неговата должина, мислам дека доволно символика имаш искористено и просторот и тоа како е моќно уловен. Мислам, претпоставам дека тоа било ужасно измачувачки жешко снимање. Апсолутно жешко беше многу, тоа беше август месец, она средина на август, за да може да се Одлично. долови. Па беше снимано во некој жита таму, па беше проблем за самиот актер. Така, мој филмот трае вечно, болката трае моментално. Таа е таа утеха со која ги храниш Да, твоите да, актери. апсолутно, Во ред, во ред. 2012 го имаме Just an Ordinary Day или само обичен ден. Во кој што дали тоа мене што ме интересира, дали апсурдот во овој краток филм лежи во тоа што само еден слеп човек може да ја забележи баналност. Апсолутно. Значи, работите кои ни се пред очи, кои ги гледаме, оние... Значи, јас стално сум бил фан на социјални нелогичности. Значи, во едно општество има милион нелогичности. И тие ни се тука пред очи, а ние си ги прифаќаме. Да. Значи, апсолутно си ги прифаќаме како тоа е нормално и ајде. И што би било ако човек што гледа и што му се пред очи не може да ги види, тогаш викам дај да видам некој слеп како Да. би ги гледа. Тој сигурно ќе ги Тоа, спознае многу апсолутно. подобро. Фала ти за музичкиот избор, за кој што ме асоцираше на денов, на матурантските денови, во кој што не сакав да се вратам во животот. Иначе за тој филм имам и авторска композиција која во претпоставувам таа верзија на YouTube што е само последната песна е на Богдан Така. Апостолов. Тоа беше нормално од комерцијални причини за да се блиски песните на ОДХ На ова подневје, да, одлично тоа го имаш сосредоточено и мислам дека го пинпоинт имаш направено на сите девијантни појави кои што се случуваат околу нас. Убава поигрување имаш и со сатира во овој филм, нешто што да, се провлекува малку и црн хумор има и има меѓутоа позитивно делува. Овој пат исто така нели се губи времето и просторот во овие локации на кои што работиш, меѓутоа сепак интересно е кога ќе се додаде хуморот и кога ќе се додаде нели звуците кои што ги комичните, му дава сосема друг изглед отколку тоа што го има на пример во Life After Life. Апсолутно, станува збор за сосема различни Так, за различни концепти. Само обичен ден е филм кој генерално ни се случува на сите нас кога ќе застанеме на автобуска станица, кога се возиме во автобус или на било кое место или на социјален некој собир. Значи тие нешто се пред нас. И дзиркаме во туѓите животи без наша желба Да. тоа да го правиме. Едноставно осудени сме. Кажи ми за символиката на на гледачот и неговиот спасител конкретно. За малото девојче кое што беше како водилка на човекот кој што све гледа, а ништо не согледува. Апсолутно, така символ. Дали невиноста? Па невиноста некако ми сакаше беше, да да, невиноста ми изиграш? беше, да, младо девојче. Па уште полетно, она е едина која трча тамо. Која Да, трча да стигне до некаде. Сите они поминуваат, само она стигнува до некаде. да, полицајците мислам се Полицајците го обидуваат. да, они се обидуваат. Се обидуваат, да, тоа сепак не го сметаме во трчање, мислам. Апсолутно. Мислам дека греб би било да речеме дека Апсолутно. трчаат. Мислам дека И самата поента. во тој филм. Јасно. И филмот кој што можевме да го погледнеме на Cinedес, кој што беше во склопот на краткометражните македонски филмови емитуван. Станува збор нели за Кота 404, филмот кој што можеби најблиску е до жанрот во кој што го обработуваме во оваа емисија. Тоа е некој хорор, трилер. Така, така, со ута. акциони секвенци, Со- значи мали. зачинет, Значи, се тоа е живот. тој Имаш повторно снимање на локација и на сите хорор режисери од Америка кои ќе ги прашам во одредени сцени кои што снимаат на локација на вечер,
Сите ми се жалат за осветлувањето, Апсолутно, осветлувањето. Значи, најголем проблем. најголемиот убиец во хорор филмовите е осветлувањето. Апсолутно, затоа што онаа месечева светлина никако не можеш да ја доловиш природно. Така. Никако не можеш да ја доловиш природно и затоа е Го имаше и ти тој проблем, очигледно. Апсолутно. Па со условите ја што ги располагав, тоа уште помножено со 2. Може да кажа. Меѓутоа, успеа да се справиш со нив на најдобар можен начин. Сценариото е на Кирил Максимовски, да, така? Голем љубеник во хоророт. Што одлично говори за неговото познавање воопшто, затоа што имаме поигрување со жанровските тропи, нели, на автостоперот и возачот. Да, тоа е класична една приказна, доста обработувана во хорор филмови, нели, Hitchhiker, така. Car Driver. И сега, што би можеле различно да представиме? Меѓутоа, твојот подпис доаѓа тука до израз и губењето на просторот и времето, и губењето на идентитетот на самите ликови, и го имаме филмот на Маријан тука во комбинацијата. Овој пат кажи ми, времето го прекршуваш, меѓутоа со цикличност и повторливост. Зошто одлучи да си поигруваш? Прво самиот наслов ме асоцираше на Elevation 404 и тоа ме асоцираше на она компјутерска грешка Error 404. Така, Error. И практично од таму тргна цела работа. Кога разговарав со Кире, они вика треба да се затворени во една матрица. И сега ако се затворени во една матрица, не значи дека треба времето да почне од до. Тогаш баш напротив може од било кој момент. Мене филмот би почне практично од средина. Так. Па иде кон крај, па се враќа на почеток, пак иде на средина. Значи пак времето како го третираш. Ама е еден Groundhog Day. Да, апсолутно. Од кој што нема излез. Заглавени. Луѓето се очигледно ликовите треба да бидат автоматски жртви на самото сценарио. Апсолутно. Апсолутно. Тоа е нивната улога воопшто. Кажи ми колку жанровскиот филм е применлив и приспособлив за нашето тло? Со оглед на тоа што ти ја имаше можноста со Кота 404 да допреш. Локацијски е многу возможно. Ја мислам дека овдека има толку фини локации за таков тип на филмови да просто ние не сме ни свесни. Колку е од комерцијален аспект успешен, тоа е сосема друго прашање. Так. Тоа е сосема друго прашање. Значи битката е дали ќе правиш филм кој сакаш да ти го гледаат сите или ќе правиш филм затоа што тебе ти се прави и ти е тоа нешто блиско. Јасно, тука веќе доаѓа прашањето на компромисот и кого сакаш да задоволиш. Да задоволиш, апсолутно. Меѓутоа сметаш дека имаме доволно спретна екипа која што може да сними долгометражен хорор филм без никаков проблем. Апсолутно, јас не се ни сомневам во тоа. Не се ни сомневам. Одлично. In Between, односно помеѓу е едно од твоите последни дела на кои што работиш. Проект кој денеска започнавме со монтаж. Значи така? Денеска е денот кога почнавме со монтирање на тој филм. Екипата е, значи Никола Козилов е пак глумец, Јана Стојановска, Симон Манасковски и Владанка Димков се во екипата, помеѓу една приказна, пак приближно е хорор, не е хорор, туку поише психотрилер некој. Значи сепак уште едно жанровско дело, значи колку што можев да забележам од тоа што има информации за филмот, една cabin fever ситуација. Да. Со тоа што хорор елементите овдека изостануваат, овдека е суспенс моментот. Одлично, значи играме на трилер картата. На трилер картата, да. Меѓутоа, самиот тој концепт дека младо друштво се сели во рурален предел и што се случува со тоа? Па во последствие еден по еден нешто мистериозно ги снемува. Понатаму сега ќе видиме. Така, and then there were none. Така беше на Агата Кристи, ако не се лажам. Супер, кажи ми, во контекст на тоа што имаш работено и кратко и имаш работено и наменска работа, односно реклами и воопшто видеоспотови за одредени музички изведувачи. Сакам да те прашам колку, како еден режисер, имаш креативна слобода во обликувањето на овие наменски, ајде пак да потенцирам, на проекти каде што некој друг
потенцира што точно треба да биде финалниот производ. Генерално се трудам да се држам до проекти кај што имам апсолутна Да, контрола, апсолутна. мудро. Затоа што иначе Така, ако веќе го потребен е подписот на Маријан да стои, тогаш нека биде се Нека кажи така, развојни фази. Да, во раз... Така, веќе тоа е среднометражен филм, веќе допира до тоа. И наредниот проект се надевам ќе биде уште. Па имаш повеќе ликови во него, Да. така што време еден по еден Да. додека исчезнува, ќе има потреба од доста минути во тоа Ќе да има- се вложи. Да се запази самиот тек на... И со оглед на тоа што станува збор за трилер, тука треба нели музиката да дојде до Апсолутно. израз, тука Ја- треба Ја нели. генерално као режисер што многу држи до музиката. Значи кај што она му е во преден план, не му е на пример позади или спот. Само колку да пополни Колку да фрейм. пополни. Не, не. Јас сакам музиката да ја даде цела емоција на таа визуелна слика што има. Што го гледаме сега влијанието на Карпентер тука, Да, вака суптилно апсолутно. да го протнеме. Кажи ми само И Хичкок со Бернард Херман. Херман. Апсолутно. Тоа е тој моќен двоец кој што го воспоставувале маркантните режисери со нивните... Генерално во многу категории на филм, во многу жанрови има такви врски, на пример Серджио Леоне и Нио Мориконе. Так. Што знам, Спилберг, Џон Вилијамс. Генерално тие линкови стално Кога најдобро ги разбира, Најдобро ги најверојатно режисерите, луѓето кои што ја пишуваат музиката, Бадаламент и Линч. И таа Апсолутно. комбинација е функционална очигледно. Кажи ми само накратко, Homeless и Dream It. Овие проекти Homeless и Dream It. ќе може ли некаде некогаш во иднина во некоја ревија на твои филмови да се погледнат? Кога ќе бидам спремен да кажам, боже, што ми било тогаш. Така. Ќе кажам Добро. што сум мислел. Иначе Homeless ми е прво нешто што го имам направено, имам и добиено награда за него, студентска награда, во Варна беше тој фестивал и така тоа е првиот онај момент. Кога си мислиш као студент дека ете патот на славата само тебе те чека. Така, кога звездите се симнуваат така преку ноќ. Hollywood, here I come. Одлично. А ти имаш дипломирано, ако не се лажам, во Софија. Во Софија, да. Факултетот. Кажи ми за ресурси, предпоставувам дека факултетот и тоа како е снабден. За тоа време, кога јас студирав, он беше одлично снабден со опрема. И не поддржуваше строго со опрема. Така. А сите други финанси си доаѓаат. Јасно, меѓутоа на располагање На ти било располагање така имаш што во тоа време бетакам камери што пошто ја го фатив оној премино дигитално, значи аналогно дигитално, добро? И имаше бетакам што на пример само телевизија го има на располагање. И требаше една серија дозволи као да извадиш за да ти ја дадат камерата. Така, На крај, ама ете. Па после тоа се префрлавме во дигитално, па кој има конвертор, кој нема. Зафала му на Бога денеска да сме во дигитална ера, кај што се е. Значи ти си поборникот на Многу е битката. така јалова Ја, е. сега ќе ви... Значи секој што се бави со филм сања да прави на филмска лента. Јасно. Проблемот е што ти ако чекаш на филмска лента може никогаш да не дочекаш. Апсолутно. Точно, Мислам, ја точно. кога би бил и на Sony би одбрал да работам дигитално при филмска лента. Тука е уметноста, тука е светлото. Сите тие такви компоненти се најизразени на филмска лента. За разлика од дигитално, за кај што можеш апарат да купиш од продавница и да почнеш од некаде. Така. Така да битката е бити или не бити. Од една страна е нели достапноста на технологијата примамлива, од друга страна
визуелниот. Ја го гледав во брзо време Тарантино на некој интервју и он вика ја ги разбирам сите овие што нема достап до финансии, што работат дигитално. Ама вика еминентни режисери што имаат достап до све, зашто работат дигитално? Вика тоа уште не ми е сватливо. Така да јас сум на тоа. Тука може да се согласиме дека е во право, значи. Апсолутно. Ако може да има монтажер да ја сече лентата, зошто да не? Апсолутно. Реално зошто да не? Може тука да направиме кратка музичка пауза. Слушаме музички избор на Маријан и по музичкиот избор се враќаме во емисија да ви продискутираме за одредени жанровски конвенции и нашите ставови во поглед на нив. Вие слушате Радио Каон 103. Ова е хорор емисијата Данс Макабре. Со мене во студиото е Маријан Гавриловски во претходниот блок. Со него на долго и на широко дискутиравме за одредени специфични елементи во неговата филмографија, која што се надеваме дека ќе биде збогатена со илјадници долгометражни остварувања. Нема да застанеме на овие краткометражни. Меѓутоа, додека сме кај долгометражните остварувања, ова е делот кога сакам да продреме во тоа што се нарекува жанровска кинематографија, односно твоите согледи кои што ги имаш во контекст на неа, односно кој хорор поджанр тебе најмногу би ти лежал, односно што сметаш дека треба да има еден хорор филм за да биде добар? Ја го сакам оној психоделик момент што е. Добра. Психохорор. Затоа не за чудо ми се свиѓал Хичкок као режисер. И затоа овие помодерниве хорори малце ми имаат разочарано, затоа што не го држат оној суспенс момент, кој прилично ми фали у ова време. И отидено на многу бруталности, на многу експлицитно покажување, например, на крв, на такви работи, што според мене се губи самата поента на хорор. Види, мојата филозофија за хорор филмови е, стално е најстрашно онаа работа што не ја гледаш. Значи, стално е пострашно она што не го гледаш, отколку она што го гледаш. Так. Значи, ја во брзо време гледав многу добар филм што постае прилично долго време хорор, може да кажам ми исплаши. На Џон Ву е филмот како се викаше, боже, сега не ми текнува исто она куќа The Chaser, да не, ќе ми текне во текот интервјуто. Океј. Ора, класично, демони, куќа обседната. The Conjuring. The Conjuring. На Джеймс Ван мислиш, океј. Conjuring, добро. Го имаше тој ретро шмекот, од првиот дол кадар. Апсолутно, уште како доаѓаат према куќата, значи цело време ме држеше филмот по онаа језа. Апсолутно ништо нема, не умира никој во филмот. Тоа е најинтересното, што не умира никој, хорор филм не умира никој. Умираш ти од страх. Ама конзистентен е, сцена за сцена се лепи. Сцена за сцена со оние језиви моменти, со ова многу вака ме воодушеви. Може да кажам после долго време дека таков хорор филм дека ете се направило. Штета што тој режисер после тоа отиде Fast and Furious. Го снима Conjuring 2 моментално, значи е со екипата, баш на Thanksgiving као новата фамилија, онака имаше фотографија постирано, така што Conjuring 2 работи со две близначки, така нешто ќе има нешто, ќе си поигрува сега со таков случај, а работи на Insidious новиот дел, така што Джеймс Ван има полни раце работа. И он е многу интересен, од со до Fast and Furious преку Conjuring. Менува жанрови, меѓутоа е многу млад влезе во Холивуд и тоа како се снаоѓа доста добро со тоа. Да ти кажам, Conjuring режисерски беше феноменален филм. Кога го имаше тој ретрошмек и буквално знаеш дека секој лик може така, едноставно да исчезне во секој момент. Значи, загрозени се сите ликови од прва до последна сцена, а никој не умира. Никој не умира. Тоа ми беше мене фасцинантно. Значи, хорор филм. Тој момент мислам дека си има изгубено. Или си има дадено на мала комерцијала, као типот на Ринг, што беше добро. Blair Witch Project. Значи, отиде, знаеш, хорор, ама као хорор да ја пуканки на него. Така, безбеден се чувствуваш кога
гледаш, Кога така? го гледам, да, или другата варијанта што ти се нуди е да е преексплицитен, значи да има крвишта многу. не мислиш дека тоа е рефлексија на воопшто на од социјална критика на денешниот аспект како функционираме воопшто, нели? Ќе мислам повише дека е ствар на профит, на Така? комерцијала. Ја мислам дека тие филмови се правени да бидат комерцијално успешни пред се. Да се вратиме на Карпентер. Неговиот филм излага на DVD, ние денеска го збориме. Овие сите филмови излагаат во кино. Значи, они се гледа колку е продаден. Значи, се мери успехот по колку карти се продадени, Така. а не по колку луѓе има исплашано. А, Главниот проблем лежи тука, според мене. така, меѓутоа Cinema Verite или воопшто тој found footage што го спомна е тој модерниот ескапизам во жанрот, почнат од Blair Witch Project, па до Paranormal Activity, па до сите Исто, на пример, Exorcist, Paranormal Activity, како беше Екзорцизам во Емили Роуз? така. Exorcist, после тоа не излезе некој таков филм? Имаше продолжение на 72 година е првиот Екзорцист. 73-та Вилијам Фридкин, да. Да ги гледам двата еден по друг. Колку години имаат поминато? Од 73-та. Доволно. 40 на години. Така. 40 години, филм што е правен со технологија пред 40 години, би ми исплашил поише и би ми остал впечаток неговиот есеј. Со самата почетна сцена кога куќата ќе ја погледнеш, веќе знаеш. Готово. Веќе тогаш Морниците почнуваат. знаеш дека shit's going down. Апсолутно. Меѓутоа таа е моќта на Вилијам Фридкин. До ден денес е добар режисер. Иако не работи многу, мислам дека кој му беше Килер Џо, ако не се лажам, му беше последното негово остварување. Меѓутоа, Фридкин има оставено и тоа како отпечаток на жанрот воопшто во кој што снимал, затоа што до ден денес гледам илјадници филмови со екзорцизм. Ниту еден не е како екзорцист. Ниту еден. Па ја викам да се имале да скопираат моменти како се. И тогаш прават утки. И кога Asylum или некоја таква фолирантска издавачка куќа во Америка ќе направи копија, прави утки. Значи не може да го задржи вниманието и суспенсот воопшто на самиот филм. Порадикален екзорцист од било што денес што излегува. Апсолутно. Со денешна технологија. Точно прав термин кажа, не го задржува суспенсот. Хорор филм, чим не ти држи внимание, да си внесен, да мислиш дека тебе од позади некој ќе те избоде со нож или нешто, некој демон ќе ти влезе. Ништо нема од тој филм. Ништо нема, онда е боле да е комедија. И најчесто тоа е најефтината верзија, нели, scary movie и пародизирањето, кое што на Холивуд се префали. Дури во последно време излегуваат премногу хорор комедии што она баш се кога е смешно е, кога е страшно. Меѓутоа знаеш дека си во ролер костер и као не си уплашен до тој степен, мислам. Освен Ash vs Evil Dead, не знам дали пратиш тоа ТВ серија екранизација на Evil Dead, нели, филмот, има Ash vs Evil Dead која што почна на Старс или така нешто да се емитува со Брус Кембл. Така што тоа го има духот на 80-тите и на Сем Раими задржано, пошто и тој е и продуцент и ја морам да ти кажам цела екипа. Кога ми ја кажа оваа приказна, бев прилично разочаран кога гледа Фреди against Джейсон. Аха, окей, добро. Затоа што тоа се двата филма кои се од мое детство, ради кои не сум можел да спијам, значи Петок 13 и Nightmare on Elm Street. И очекувам барем дека кога зимаш два култни лика, два култни хорор лика, значи ја не верувам некој дека не знае кои се тие два лика. Значи фали само уште овој бугимен од Хелоуин. Тоа е трио фантастико хорор за мене. И да направиш една таква мелодрама, не знам кој е правиот збор за тоа, многу бев разочаран. Најискрено многу бев разочаран. Играњето на безбедно? Како еден од многуте проблеми кои што тоа беше холивудски филм пред се, нели? Од сам почеток. Ако се земе во предвид, нели, дека Петок 13 е работен со мизерен буџет, исто како што и Nightmare on Elm Street, ова мултимилионерски е буџетот и не понуди ништо. Не понуди ништо од квалитет. Реално да, дури и последните верзии ремейкувањата на самите серијали и на Nightmare on Elm Street и на Friday the 13th не дека се нешто повпечатливи од тоа. Реално не можеш оригиналот ника, тоа е направено еднашка од мајстори.
Ги спомена 70-тите како двигатели на името на Карпентер, често се навраќаме. Од нишката на психолошкиот хорор филм Полански го спомена. Роман Полански, да. Како еден од двигателите. Да, тој бака што ми остиг печат. Тој ти е најомилен од трилогијата, нели го имаме и Тенант и... Најомилен ми е. Не знам зашто, можда затоа што најпрв го имам гледано. И најбе воодушевен, како што ти бев споменал, од таа параноја, начинот на кој е он. А колку што добро се сеќавам, ја ги гледав у пакет Полански, Розмарис Бејби и The Cube или нешто од таа. Добре. И некако тие два филма ми дојдоа као за иста работа на различен начин. Па е клаустрофобичен и Cube, да. И нема затоа можда излез. би ми остана така у впечаток. Како од види, тоа е клаустрофобија е позната работа. Начинот на кој е представена е уметност таму. Начинот на кој е представена. Иако, например, една, сакав баш да ти споменам, една работа која е многу банална, а многу луѓе се плашат од неа. Кловнови. О, да. Има фобијата од клоунови е широко распространета дури и во нашата држава. Да, на Стивен Кинг адаптацијата. Ја, например, никад не сум имал страф од кловнови. По тој филм дефинитивно. Апсолутно, кој не се плашал од кловнови, сака да се исплаши, нека го гледа. И после Пенифајс и неговите крвави заби, верувам дека стравот е загарантиран во тој филм. Сега вака кога разговараме, па ми се враќаат доста филмови што се генерално до 90-ти години. Значи, еве сега ми текнува на 5 семетери. Јасно, уште едно дело на Стивен Кинг што Мери Ламберт нели го режираше. Одлична екранизација и символ крај 80-ти, почеток 90-ти, така нешто. Тука така. Почеток на 90-ти. 90-ти почеток, да. Нели дводелна, нели тој период кога Стивен Кинг се адаптира во мини серијал под наводница за ТВ, нели има Rose Red, нели тогаш е адаптиран, кој мислам дека со вампирите исто така е адаптиран Салем Слот. Дводелен филм, значи голем... Не знам дека Салем Слот е на Стивен Кинг. Да, адаптација е на негово дело. Значи, во 90-тите Стивен Кинг добива The Shining, нели... Леле, го гледав пред 3 дена. Сакав да се потсетам за да знам дали спаѓа у хорор. Значи, пошто уште ми е вака нејасно дали е хорор или не е хорор. Како и да е, филмот е мастерпис. Поред мене е мастерпис, не знам, некои го критикуваат, некои го сакаат, за мене е мастерпис. Генерално. Иако Стивен Кинг е незадоволен, он е незадоволен од кастот на Джек Николсон, незадоволен од како причата е представена, така од многу имаат они. Со Кюбрик. Затоа тој беше даде зелено светло за ТВ адаптацијата, нели, на The Shining од 90-тите на Мик Герис, нели, авторот на Masters of Horror. И знаеме како тоа испадна и колку беше тоа гледливо. Мој другар даде коментар, па требало на Линч да му го даде, тогаш гарант вика ќе бил задоволен. Дефинитивно. Требало вика на Линч. Кинг си има проблем со неговите дела и луѓето што му ја адаптира, значи еден Кюбрик не му е доволен, така што и тоа што е најинтересно, сака оној Моријати да му е глумец, да му е главен актер во... И ја баш него го бев гледал во еден филм кој се вика Wicked Man, кој исто се водеше као хорор своевремено. Рурален хорор. Рурален хорор, да. Со нели целиот тој обредно ритуален и култ. Апсолутно. Значи сите тие примаси со фолклорот. Кристофер Ли глуми, нели, тоа е злобниот повикувач на новата жетва. Одлично бизарен филм. Зашто ти го спомнав овој? Тој е едини филм, ја го памтам само затоа што е у ден. Цел филм е 90% е во ден. Значи не ти треба тебе баш оние класични стереотипи за хорор, типот ноќ, куќа, демони напуштен. Не гледаш Остров, тоа е некаде у Шкотска, ако добро ме служи памтење, така се случува. Значи има и во денот страф. И тоа како Хамер продукцијата воопшто има на локации снимано денски, така што тоа и тоа како шкотските и англиските предели знаат за да предизвика. Апсолутно. И баш кај тамо најексплицитен хорор што вака можеш да споменеш
А и од тој период од 70-тите подзапоставени автори како Кен Расел и Брайан Де Палма. Брайан Де Палма одличен со тоа што него знаеш дека го обвинуваат дека го копира Хичкок. Јасно, тоа е тој плагиаторството на кое што може да Според избегне. мене ипак Брайан Де Палма е голем режисер, Дефинитивно. али попознат е по овие мафијашкиве филмови, Scarface Так, и Untouchables отколку за хорор филмови. кој што од друга страна па со поделбата на ликовите, односно со поделбата на нивната ментална состојба се одлични филмови пред се, значи не се мери. Фантастичен режисер, мислам, тука нема збор. Со тоа што стилот му е си потсеќа на Хичкок и за мене. Самиот Да си си вика, потсеќа на Хичкок, омажи си се, потсеќа. омилен режисер му е, не може да избегне од тоа. Ми текна на еден друг филм кој ми исто од детство исто многу се плашев. Не знам дали ти текнува на оној The Omen Да. со Демиан што беа Так, првите два дела. 70 и кое? 7 или 6 ли беше? Ја, рачуне сум ги гледал ја некоја 90-та година. Така? Ете. Значи тоа е еден друг елемент у хорор филм што многу ми се свиѓа, мистика. Начинот на кој е представена таа една мистика во хорор филм. Значи, нели има, ако више имаме демони, зашто да не биде главниот, оној со Да, 36. Зашто да не биде главниот? И сега вака кога се навраќам во времето, сваќам дека тој момент на суспенс, на изненада, на психолошко делување на хорор е некаде изгубен после 90-та година. Во 80-тите почнува нели тој танген чик и тој хорор комедијата зема уште поголем замав и онака чизи стануваат филмовите што викаат американците. Онака добиваат некаква си кора и Мек мувис, стануваат мек мувис, Макдоналдс мувис. Так, и ВХС достапност за сите, предпоставам и за тебе и за мене, тоа било начинот на кој што сме можеле воопшто да ги погледнеме. Некаде 2000-та година на Мел Гибсон еден филм. Ја не ми текнува кој му беше името сега. На Апокалипто мислиш или? Не на Апокалипто, но на кој се во куќа, па као ванземајци некој доаѓа. Ау Сайнс. На овај од Sixth Sense режисерот. Шајмалан. Шајмалан го има работено. Така. Па добро, има логика че го правил Sixth Sense, ја ми јас. Поеден ми тој ми беше прилично добар вака. Иако беше за вонземјани. Многу нормално, не помина никако. Многу нормално. А ги беше запазено сите оние критериуми, суспенс, иако он е хорор, а не е хорор, значи затоа што вонземјани нели доаѓаат. Стравот беше присутен, значи те држи стравот. Кога гледаш визуелно филмот, те држи. Освен кога ќе видиш Мел Гибсон со фолија на глава Да. и тогаш не баш толку е страшен Брейвхарт. Меѓутоа Шајмалан мислам дека се врати со The Visit. Тоа е неговото последно филмско остварување. Има доста бизарност во тоа дело, иако е лесно сварлив филм, прераскажан преку деца, преку нивниот начин на делување. Онај шмек на 90 успеа да го направи во денешно време. Шајмалан направи еден исчекор во неговиот пад нели на кинематографија што го има со Лесте Ербендер и што и да имаше. Лесте Ербендер е него. Па и ред други Боже филмови Господи. што да. Боже Господи. Тоа е Шајмалановите дела. На таа конкретна тематика, значи од еден фантастичен цртан да го направиш тој филм. Значи не збориме каков е неговиот жанр претходно. Значи каде залутало. Него и од самиот цртан кој беше легендарен, Аватар The Last Airbender, да залуташ во тој филм кој беше апсолутно како што тромаш. правевме му Холивуд бара една работа, а авторската точка, авторскиот подпис не дека е нешто задоволителен за самиот тој филм. Меѓутоа, што сметаш дека имаат овие хорор филмови во 70-тите, освен тоа што викаш дека суспенс се губи? Музиката преголем акцент има во тие филмови, предпоставувам, а денес се користи само како онај бум момент, као Значи, шокантна вредност. за хорор филм, Така. според мене, тоа е моје лично мислење. Музиката мора да доминира. Значи, музиката е емоцијата на језда што ти дава. Најдобар пример ти е Психо, земи да го гледаш на Хичкок. Така. Без музиката, што би бил? Драма не. Апсолутно би бил драма. Да, да. Или Birds.
овие птици. Птици, да. Значи Херман, што понатаму да збориме. Значи цела една емоција, значи музиката треба да ја раскаже, да го раскаже цел филм без да го гледаш. Значи треба да го доживееш. Генерално во денешно време таа нишка изгледа малце позаборавена. Реално генерички звучат сите саундтраци што се вада, значи имаш автори на музика кои што сакам да звучам како Ханс Зимер, сакам да звучам како Дени Елфман и се буквално секој саундтрак е бледа копија, така буквално бледа копија еден на другс. И една иста приказна не дека може да се прераскаже во различни сценарии. Па и веројатно тоа е одлик на модерново време. Веројатно одлика на модерново време. Конзумеризам? Затоа што види сега ние ги спомнавме Дени Елфман, Џон Вилијамс, Ханс Зимер, кои основата им е по-класична музика. Оркестрација. Оркестрација, да. А овие нови се некои така по-модерни музики, да ги кажам. Значи по-електронски. Има нешто и у тој момент според мене. Има нешто и у тој момент. Кристофер Јанг мислам дека беше еден од по-новите автори, мислам човекот кој што има на Hellraiser работа на музиката. Тој мислам дека за Sinister ја работеше музиката и употребува доста електроника во моментите кога се појавува страшилото. Значи филм со добра електронска музика, знаеш ли кој вака ми остав впечаток? Дури првиот го сметаат за хорор, Терминатор 1. Самото сценарио во кое што е ставено нели апокалиптично само по себе. Таму има фино користење на таква електронска музика, ама тоа соодветствува со приказната. И со годините. Со годините, апсолутно, апсолутно. Ние го фативме, баш ја и ти го зборевме, Ридли Скот. Да. Ридли Скот и Елијан. Елијан е еден исто од ние. Тој ги затвора, нели, 70-тите се. Апсолутно, нели, осми патник, така беше. Така беше. Кај нас. Преводот, да. Уште еден култен филм кој многу така би има оставено. Одличен печаток. Што се издвојува Елијан според тебе? Прво сакам да ти кажам дека денеска кога го гледам ми е исто како да е излезен вчера. Точно. Се согласувам со тебе за тоа. Значи прва работа не е остарен филм. А втора работа е естетиката внатре на Гигер, на самата визуелна естетика, мислам тоа е нешто се уште не сум видел на тоа равниште. Дури и продолженијата кој бе второто продолжение Камерон, мислам дека го правеше, беше одлично, али не ми беше на ниво. Акционен филм, јас го гледам како акционен филм. Камерон е акционен режисер. Најинтересно што Финчер е мој омилен режисер, меѓу другото, кога правеше третото, катастрофално продолжение, катастрофално, иако ми омилен. За жал не се носи со серијалот. Ти баш на пауза зборевме за тие ремейкови. Така? Многу е фасцинантно што фали во нив. Значи, кој би се направил Илијан, или како што самиот, значи Ридли Скот го направи Прометеј, кој истиот режисер, таа тематика, или како што спомнавме да Thing. Како не може да се направи нешто што веќе знаеш постулатите се поставени? Така. Кои се тие елементи што исчезнале, што ни фала денеска? Тоа е главното прашање во хорор филм. Че кои се елементите што или се додадени или се одземени? Мислам дека тоа е авторството кое што го имале тогаш, а денес го немаат. Профитот, веројатно. Bottom line, да. Салдото кај што пресметуваат. Треба да има толку ексајтмент. Така. Така таргет групи имаме, ги прашуваме. Дали плюс 13, дали ќе може да го изгледаат. Докаде смееме да одиме со голотија, докаде смееме со насилство да одиме и компромис до компромис и филмот станува математика. А уметноста кога станува математика нема уметност. Тоа е иронијата на нештата. Ние живееме као најлиберално општество, а сме најограничени. А тогаш биле као најконзервативни и не знам што, а правиле најуметнички работи кои се ван граници. Сепак ова се радикалци, нели? Карпентер, Лери Коен, Џорџ Ромеро, Деви Кроненберг, сите тие се, Џон Лендис, сите се радикална левица. Значи сите се одскокнувале и биле надвор од нормата. Кроненберг исто што е фантастичен. Тој ми е најомилен режисер. Во него се колнам. Вярно, одлично се подсетив. Уште еден мајстор. Автор сам за себе.
Апсолутно, апсолутно. Иако и он не може да се пофали со високи буџетни филмови. Ба, не можело студио да го купи. Иако имале можност тоа да го направат, Baywatch му ја нуделе и такви некои филмови, меѓутоа не подклекнул. Едноставно не подклекнул. Ако веќе прави некаква си мелодрама, ќе ја направи им Butterfly. Ако веќе прави. Уште еден режисер што го зборевме, не го спомнавме во Итер, Дарио Ардженто. Ау, да. Дарио Ардженто се тие џијало. Што Тоа ги е џијало символот на 60-ти и 70-ти. Да, уште еден Човек кој што во 80-тите се изгуби. апсолутно. И до ден денес е мистерија загубена во превод. Која е таа иронија да не можеш сам себе да се повториш? Значи сам себе Мислам дека најголемиот проблем е во тоа што престана да пишува и престана да се замрза филмовите. Буквално последните негови 10 филмови ги дава на други луѓе да ги пишуваат и најверојатно и не ни разбира толку добро англиски. Да бидеме искрени. Знаеш, сите овие режисери што збориме вака по-лоу баџет филм што прават, една работа е видлива кај нив. Филмовите не изгледаат за лоу баџет. Дури на Ардженто не изгледаат. Последните негови филмови изгледаат као да се правени, не знам, со љубителска камера на домашни услови. Значи тука некаде он си има исто изгубен. Прилично многу, посебно во тој серијал со Фантомот на операта и со Дракула и Леле, се тие Фантом на опера, класичните адаптации што ги прави. Сега последно мислам дека Сендмен на Хофман му е најавено дека ќе Баш го прави. прочитав тоа, многу ме интересира што ќе излезе, а чисто сумњам дека ќе го гледам. После овие серија разочарување од режисер култен хорор филм. Дури ако не се лажам, Џијало беше негово. Џијало, да. Како филм, мислам. Као филм, да. И као нели хорор жанр излезен во Италија. Меѓутоа кога Жок престана хорор. да ги пишува, буквално кога престана да се ангажира и заедно со Клаудио Симонети да биде во екипа и кога онака хемијата и моментот се изгуби. Мислам дека по опера и има неколку нели тенебре, има неколку остварувања кои што се значителни 80 и 90 од Ардженто, ама се изгуби соработката на таа екипа која што, значи, Ламберто Бава му беше асистент на режија. Режисерот на Деламоре Деламорте, Ја со имиња, знаеш како. другиот што се вика двајцата најдобри модерни италијански хорор режисери му биле асистенти на режија. Значи го учеле занаетот од него. И ден денес нема, кога ќе се заврти лево и десно, нема на кого да се подпре за било што, а и едноставно не му е кај. Парите ги нема во Италија за филмови денес и многу малку се снима, конкретно многу малку хорор се снима таму и Ардженто е препуштен сам на себе. Штета, фантастичен режисер. Со тоа што ја сакам да верувам дека он запрел некаде во 90-та година, престано да се бави со тоа. Така, Убава бајковита. да, затоа што види ја на пример кога гледам некои филмови остави страшен впечаток и одма гледам режисерот, па идам цела филмографија па му ја гледам. И Тарантино го има кажано тоа баш. Значи, кога ќе гледаш филмовите и филмографија, треба сите да немаш одстапка во квалитет. Значи, кога ќе тргнеш да паѓаш, боле иди у пензија. Многу Гревот малку е- режисери тоа си го гревот е- признаваат. Па добро и Хичкок, ја мислам Психо му е последно нешто. Последното е, да, ама тој има мас продукција предходно, значи во студискиот систем бил заглавен и снимал по 2-3 филма во годината. Меѓутоа има доста за себе оставено. Видиш, уствари, ние кога збориме за Хичкок, за филмови, сега би текна друг филм кој исто е хорор од него прилично. The Rope. Да. Тоа е можда првиот филм што е. Видиш, а воопште него не го препознаваат по тие Rear Window. И Rear Window, да. Ши све се Психо и Бърдс. И Марни и Вертиго евентуално. Мо они не се хорори за мене, Vertigo, Не, North by препознатливи, Northwest, да, не да. се за мене. Тоа е суспенс, е Хичкок, Јасно. али не е хорор. Јасно. Не е хорор. Меѓутоа подлабоко во езотеријата навлегува конкретно за овие филмови кои што ги напоменуваш. Сугестивноста на минатото наспроти директното шокирање, односно соголување на тоа што денес го имаме стравот. Ако кудиме цело време дека се губи есенцијата на овие режисери од 70-тите, можеш да кажеш дека денес има можеби во
инди жанровските води некое име кое што би било? Јас сум сигурен и ту може да кажам зашто. Затоа што во инди филмовите ги немаш границите на саат, време, ексајтмент, туку си буквално свој проект го спроведуваш до крај на начин кај што не гледаш дали у прва до 5 минути има 5 жртви, па тоа произведува толку возбуда или тој филм генерира толку профит. Значи, апсолутно сум сигурен дека поквалитетните филмови што не чека се строго од инди филмови. Главното прашање е зашто си изгубил суспенсот и хоророт во ова време? Значи, како што споревме ети од 90-та па наваму. Претпоставам дека и интернетот, стилот кој луѓето веќе се плашат, не се истите стравови. Значи, ги немаме истите стравови, значи треба да се најде кој е модерниот страв што не плаши денеска и да се почне од тука, а не да бареме назад у 70-ти. Тоа е генералната насока која според мене треба да иде хорор филмот. И читав една студија во контекст на тоа колку филмови излегуваат годишно во Америка. Конкретно беше студијата за тоа дека просечниот американец, да речеме дека гледа 100 филмови во годината во кино релисес, и од кои што 1700 беше цифрата дека се од Холивуд произведени, а дека 7500 се независните филмови. И кога ќе се земе таа бројка од 7500 долгометражни филмски остварувања во годината, мислам дека се гуши тука од една страна. Па тоа е времето на дигитализација. Тоа е и позитивната и негативната страна во времето кое живееме. Лесен достап до филмови. Само сети се порано по видеотеки, не DVD-теки, по видеотеки, колку се чекаше да излезе некој филм па да дојде. А сега веќе го имаш, вчера има премиера, денеска го гледаш. Втора работа, сега може секој да сними филм. Дигитализација. Тоа е главната работа што ја донесе во модерно време, и позитивна и негативна. Конкуренцијата е голема и затоа мислам дека во еден момент ќе се изфилтрира она квалитетно да гледа. Значи дека ќе си најде свој пат. Ипак филмот треба да најде своја публика. Одлично. Со оглед на тоа што морето е огромно и се најавам дека во тоа море на површина ќе испливаат твоите идни долгометражни филмови кои ги чекаме да ги погледнеме од тебе. Јас тука ќе ти се заблагодарам што беше гостин во емисијата и ќе ти посакам да гледам што е можно повеќе филмови на листа и кога нареден пат ќе те викнам да не можеме да престанеме муабет за твоите филмови за хорор, нема да зборуваме. Искрено и јас надевам дека ќе дојде до тоа. Фала ти уште еднаш на поканата. До крајот на емисијата ќе слушаме дел од музичкиот избор кој што ни го направи Маријан за оваа емисија. Ова беше 251-то издание на Данс Макабре. Останете со брановите на Радио Каон 103 до наредното издание. Гледајте хорор филмови и плашете се. Чао!